Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Записани во Световно Писание. И во тие дни ние принесуваме слава и благодат на тие Христови велики мислители на Светата Црква. Но токму нивната големина, нивната величина, со тек на време почнала да станува проблем во Црквата Божја. Така што луѓето почнале да се делат по нив тројцата, односно по прашањето кој од тројцата е поголем од другите двајца. Дали Василий Велики е поголем од Григорий Богослов и Јован Стачев, или тоа е Свети Григорий Богослов наспроти Свети Василий Велики, Свети Јован, или пак за трети Свети Јован, затоа сте поголем од другите двајца, Василий и Григорий. Според таквиот начин на поделеност се јавиле и три фракции, три струи во Светата Црква Божја. Оние што биле за Свети Василий Велики и нарекувале Василијани. Оние кои што биле за Свети Григорий Богослов, Григоријани. А оние кои што биле за Свети Јован Златоуст, Јованники. Но таквите делења во Светата Црква Божја не се благословени, особено по прашањето на личности кои што целите себе се дале за сочувување и утврдување на единството на Светата Црква. Бидејќи се архиереи, философи и теолози на едната света соборна и апостолска. Сето тоа, браќи, сите се случувало никаде во 11-тиот век. За да ви стане отприлike појасно кој е тој век, како ориентир земете ја црквата и манастир Свети Пантелеймон во Нерези Скопск. Титор на таа црква е императорот во чие време се случуваат тие делби. Како да се спречи тоа, како да се реши тој проблем? Господ милости наоѓа секојаш начини да го пронајде најдобриот пат за решавање на проблемите во црквата. Зошто ние луѓето не сме совршени, а сме создадени за совршенство. Не сме безгрешни, а сме создадени за безгрешност. И затоа по слабостите наши, по нашите немоки и дефекти на умот и срцето, на душата и телото, се случуваат такви непријатности. Бог за решавање на овој црковен проблем го пронашол светиот владика Јован Евхаицки. Чесен старец, длабокоумен, подвижник Божи. И тој во сон имал видение на тројцата големи архиереи, така што најпрво еден по еден тројцата му се откривале во сета дивна слава, облечени во руба, светлоткаени и во чистота небесна. А потоа сите тројца заедно му се откриле и му кажале: Владико Јоване, не гледаш на тројцата,
гледаш дека никакви разлики меѓу нас нема, дека сите тројца сме еднакви во слава Божја. Ти сега тоа што го виде, треба да го посведочиш, така што ќе напишеш служба за тројцата архиереи и ќе определиш датум за нивното заедничко слава. И така е определен денешниот ден, 30 јануари по старо, а 12 февруари по ново. Денеска ја служевме службата што Светиот Јован Евхарист ја напиша, ја состави во чест на тројцата архиереи, а трите поделени страни си подале рака, се прекрнале и признале дека не може еден од тројцата да биде поголем или помал од тројцата. Величината на овие три светија е неизмерлива, огромна. Стилите на црква, столбови на црква. Светата црква Божја и денеска се крепи и почива врз нивните животи и врз нивната богооткриена теологија. Теологијата на црквата е незамислива без придонесот на овие три светила Господи. И просто не си дозволувам да се впуштам во тоа, да ви расправам и да ви кажувам зошто и тројцата се толку големи и каде се најголеми. Кога ќе почнете и самите да ја истражувате мислата на својата црква, богомислената философија и теологија на Светата црква Божја, зборовите што сега ви ги кажувам ќе одекнат во вашите души. Токму затоа, еден од поместните цариградски собори донесе канонска одлука, според која што овој ден се прогласува за ден на црковната просвета и образование. И тој датум сите училишта во сите православни земји и народи се почитуваше, се додека не се случи големо вмешателство на Богу противни сили. Последна земја која што се откажа од овој датум е нашата соседна земја Грција, Република Грција. И се сеќавам на дните кога министерот за образование со губче го избриша овој неизбришни датум и празник. Мислам дека во тој ден цела православна Грција тагуваше како никој. Ние пак денеска служиме и еве се собравме да го обновиме паметењето за значењето на овој ден. И со името на Бога, која ќе благослови Господ, погодни времени за повторно возобновување на овој празник во нашите школи, за денеска сите наши деца да бидат слободни и да присуствуваат на светата божествена служба и да станат сведоци на вистинското знаење, а вистинското знаење богознаење, богопознание. Оној кој што Бога го познава и себе си како човек се познава. Оној кој што себе си вистински се познал, велат светите отци, и Бога вистински го познал. А под себе си рачунајте го и братот свој, ближниот, во кого што секогаш треба него, Христа, да го гледа. Ближниот е жива икона на Христа Господ. Ние Христос во него го препознаваме, а тој во нас. И така, едни со други,
од трите архиереи дене славени, научени на тој начин да си го сакаме Христос и неговата света црква, да се прегрнеме во една цврста и нерастирлива, жива литургиска заедница, во која што секогаш и секаде да се слави најсветиот и најскапиот дар на живот. Од Бога примен на дар. Амин. Замолим.